Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за ова издание. Во Министерството за надворешни работи надеж дека за 10 дена ЕУ ќе ја крене рампата за македонските државјани. Се надеваме дека во следниот турнус одлуката на Европската унија од 16 јули ќе биде позитивна. На кантар тежат речиси исто. Како златарското све. Што ветуваат СДСМ и ВМРО ДПМН за економијата, владењето на правото и евроинтеграциите? Какво ќе биде значењето на договорите со Грција и Бугарија за партиите на албанците при преговорите за составување влада? Никој не би имал партнер кај нас доколку се обиде да го наруши интегритетот на овие договори. Доколку тоа јавно го кажат после избори, ние како политичка партија, како коалиција, ниту нема да седнеме да коалиционираме. Што нудат вон парламентарните партии? Сакаме државата да ја престроиме во моделот кој што Христос дојде и ни го покажа нам. Тој се даде жртва себе си. Вие сте повозрастна, сте живееле во социјализам. Точно ја знаете нашата борба. Да одбраниме Македонија, а после на едни нормални избори, секој нека се излезе со своите надворешни политички предлоги пред народот, па народот нека одлучи дали е за НАТО, дали е за Русија. Ке стигне ли некоја од нив до пратеник во собранието? Лицата со попреченост и гласањето на предстојните избори. Доста од избирачките места сега се во спортските сали, на приземје, во училниците на приземје и на тој начин ја зголемивме пристапноста до избирачките места. Вчера во Крива Паланка реков: јас, Крива Паланка и Крива река, најкриви на свет. Сите. Ама нели имаме сега исцелител. Тој така ги исцелува сите оние што се искривени. Па белким и јас нема да бидам повеќе крив после овие избори. Саботажа. По најавата одиме на реклами, па ќе се вратиме со сториите. Гледате 360 степени. Во Министерството за надворешни работи се надеваат дека при следното ревидирање на листата на земји на чии државјани им е дозволен влез, Европската унија ќе ја вброи Северна Македонија на белиот список. Тоа би требало да се случи веќе за 10 дена. На што се темели оптимизмот, особено што Грција во меѓувреме ја затвори границата за државјаните на Србија? Од Галена Николовска-Ризвановиќ. Десетици српски државјани заглавени во меѓуграничната зона на грчко-бугарската граница утринава со аплаузи и извици ја дочекаа одлуката на грчките власти да им дозволат да се упатат кон посакуваните туристички дестинации. Радоста беше голема затоа што туристите чекаат цела ноќ за да влезат во Грција пред 6 часот, од кога почнуваше да важи одлуката на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис за забрана за патување на српски државјани во Грција. Грчките власти се одлучија на непопуларниот чекор, бидејќи драматично се зголемува бројот на заболени српски државјани од COVID-19 и во Србија, но и на грчките плажи. И ова одлука е и на нjihovu штету, више него што е на штету, нашу штету. Јас сам затоа упозорил само граѓани да не креќу на пут, јер постои могуćност да не могу да преđu границу и да себе не доводе у неку непријатну ситуацiju, jer прошлога, иначе ovo su takve odluke da se one uglavnom donose iznenada i uglavnom se donose bez nekog prethodnog informisanja, možda na sam dan ili nekoliko sati pre donošenja tih odluka. Bilo koja zemlja donese odluku, neće vas ona obavestiti 5 dana unapred. Освен во Грција, состојбата со COVID-19 во Србија го подигна алармот на предпазливост и во Македонија. Иако во петокот беше најавено, Комисијата за заразни болести не донесе препорака за затворање на границите кон Србија и кон Косово. Од Министерството за надворешни работи велат дека будно ја следат состојбата во регионот и зависно од развојот на настаните ќе се носат и евентуалните одлуки за затворање на границите. Ќе видиме во следниве неколку дена како ќе се одвива состојбата и согласно тоа ќе носиме одлуки. Наш интерес е границите да бидат отворени. Согласно денешната состојба, границите за граѓаните на Република Северна Македонија се отворени во Албанија, Србија и Косово.
а затворени во Црна Гора и Босна и Херцеговина. Српските власти ги вратија рестриктивните мерки, а во делови од државата, како и во главниот град Белград, е прогласена вонредна состојба. Центрите за јавно здравје во Србија дневно бележат и повеќе од 300 новозаболени. Анализата на 360 степени на достапните податоци до петокот покажува дека во последните 7 дена се регистрирани вкупно 1823 новозаразени, што е двојно повеќе од претходната недела кога имало 756 случаи во Србија. Ниту во Албанија ситуацијата не е многу подобра. При врвот на првиот бран на заразата максималниот број на заразени на неделно ниво беше 145. Во последната недела има тројно повеќе, 470. Полошо од првиот бран е и во Бугарија. Ако при врвот на заразата во април неделно имаше најмногу 409 нови случаи, сега неделниот број на новозаразени од COVID-19 е двојно повисок, 907. За сега само официјалните податоци од Грција говорат дека нема тренд на голем скок на новозаболени. Јужниот сосед го поминал најлошото на крајот на март и почетокот на април и од тогаш има од 50 до 150 нови случаи на неделно ниво. Бидејќи Грција и Бугарија се земји членки на Европската унија, а Македонија не влезе на листата на безбедни земји од кои може да се патува во унијата, границите од земјава кон јужниот и источниот сосед се затворени. За евентуално да може да се очекува летово да се помине на Егеот или на Црно море, Македонија ќе мора прво да влезе на така наречената бела листа на земји. Листата ќе биде составена врз основа на неколку услови. Број на случаи, согласно европскиот пресек, од 15 јуни, кој изнесуваше 16 граѓани на 100.000 жители. Меѓутоа, тоа е само еден од условите, не е главниот услов. Се следи како земјата се справува со коронавирусот, кои мерки дополнително се преземаат, како се следи дополнителниот кластер од заразените, број на тестирања, реакција на Министерството за внатрешни работи и така натаму. Значи, очекуваме бројката да паѓа и се надеваме дека во следниот турнус одлуката на Европската унија од 16 јули ќе биде позитивна и конечно границите на земјите членки на Европската унија ќе бидат отворени за нашите граѓани. Забраната не важи за неодложни патувања и од неа се изземени луѓе со регулиран престој во државите, патувања од хуманитарни причини, за сезонски работници и студенти. Но препораката на Советот на Европската унија не ја исклучува можноста секоја држава да донесе поединечна одлука, како денешната на грчките власти да ја затворат границата за српските државјани, иако Србија е на белата листа. Моделот на редовно државно финансирање на политичките партии, но и државното финансирање на изборните кампањи не е благонаклонет кон сите партии. Големите добиваат пари од државниот буџет за многу реклами и други активности, а малите се принудени да ловат гласачи на креативни начини. Ирена Каревска проследи дел од активностите на 5 вонпарламентарни партии кои според неодамно објавената анкета на Телма покажуваат некаков потенцијал за влез во собранието. Ова е нивната понуда. Бидеме по економските параметри пред сите наши соседи. Повија пропорциви per equipe de Fitores, две forza tu barazua! Повеќе за секого наместо повеќе за заед. Изборните кампањи на големите политички блокови го зазедоа медиумскиот простор. Во нивна сенка уште неколку досега вонпарламентарни партии се тркаат за влез во собранието. Главната порака од граѓаните е дека им е преку глава од ова 30 годишно традиционно минато. Новата визија на Интегра за Скопје. Заклетва положивме со рака на Библијата дека новата македонска ренесанса која ние ветуваме на нашиот народ ќе биде на вистина препород на татковината. Десни и леви со свој пристап и ветувања ги убедуваат граѓаните дека се различни од другите и големите. Едно е сигурно, единствена Македонија и коалицијата никогаш Северна само Македонија влегува во парламентот. Имаме шанси да влеземе во собранието. Дали и каква улога ќе имаат помалите партии во формирањето на новото владино мнозинство? И со еден пратеник им ги поматиме сметките. Со 5 пратеници не може влада да формира. Враќање на старото државно име и укинување на законот за употреба на јазиците се главни политички заложби на повеќе вонпарламентарни партии. Вие сте таа генерација која ќе одлучи да си ја спаси татковината и конечно да станеме свој на своето во неа.
Меѓу нив е Интегра, која себе си се дефинира како умерена десница. Релативно младата партија сепак има амбициозни планови. Ветуваат брзи железници, инвестиции во паметната технологија и природните богатства, борба со корупцијата. За 8 години од сега, за една декада од сега, нема да се сеќавате на оваа Македонија ваква како што знаете. Во фокусот на партиската идеологија е христијанството, па некои од присутните на собирот во Тетово, наместо со маски се појавија со икони. Ова е поклон од мене, да ве чува. Ние сме христијанска партија, некој ја нарекува демохристијанска, јас велам христијанска партија, од аспект на добрината, милоста и љубовта да струи низ институциите на системот. Сакаме државата да ја престроиме во моделот кој што Христос дојде и ни го покажа нам. Тој се даде жртва себе си, за да го премости гревот и ние да не страдаме. Од тога државата треба да се даде жртва овој народ да успее. За потенцијални коалиции со други партии, главен услов на Интегра е поништување на Преспанскиот договор. Придавката Северна ќе мора да испари во првите 100 дена. Интегра има јасен план како тоа да го направи. Тоа значи дека ќе вратиме Република Македонија на сите државни табли, на сите гранични премини, во сите официјални службени документи, во изводи од матична книга на родени, изводи државјанство и се останато. Во убедувањето на граѓаните дека не се сите исти, меѓу главните целни групи на партиите се младите. Младите ја прават разликата, аеродром ја прави разликата. Членовите на Левица ловат гласачи по улиците. На помладите генерации, меѓу другото, им ветуваат бесплатно образование. Повозрастните пак ги подсетуваат на старите времиња. Вие сте повозрастна, сте живееле во социјализам. Точно ја знаете нашата борба. Има скептицизам кај граѓаните и некоја си анксиозност од целава ситуација, не само поради кризата и разочарани се од двете партии, гледаат што се случува, но генерално добро ни прифаќаат граѓаните, особено младата генерација, што ние сме и партија повеќе од новата млада генерација, која што веќе подолго време го градиме тоа левичарско движење. Меѓу приоритетите на Левица се воведување прогресивни даноци и данок на луксус, за да се намали јазот меѓу богатите и сиромашните. За идна коалиција имаат и други услови. Со никого не се гледаме блиски, но мнозинството кое што ќе прифати барем 2-3 услови од нашата програма, односно од нашите залозби, или оно што ни е приоритет, поништување на Преспанскиот договор, а со тоа излез од војниот пак НАТО, без тоа нема никакви шанси да коалицираме. Враќање на старото име и поништување на договорите со Грција и со Бугарија промовира и коалицијата Никогаш Северна, само Македонија. Додека дел од нивните политички ривали веруваат во европска перспектива без договорот од Преспа, од партијата Единствена Македонија имаат поинаква визија за иднината на државата. Ние во нашата коалиција имаме повеќе субјекти кои што се со различни надворешни политички определби, меѓутоа сега сите нас не здружи тука идејата, обврската да ја заштитиме Македонија, да ја одбраниме Македонија, а после на едни нормални избори секој нека се излезе со своите надворешни политички определби пред народот, па народот нека одлучи дали е за НАТО, дали е за Русија, за каква соработка економска, затоа што сега во овој момент, како што кажа, првенствено е да си ја вратиме државата назад. Иако повеќе партии како главен приоритет го посочуваат враќањето на старото уставно име, според Бачев нема шанса за нивна меѓусебна соработка. Другите партии прават една измама, користат една формулација да не се промени уставот со цел промена на уставното име. И сега тоа народот малку не го разбира, прават една голема измама дека се за неменување на името, во суштина они сакаат внатре само да бидеме Република Македонија, а за понадвор да се смени името. Инаку овие партии што ги спомнат други, тоа се маргинални партии. Нашите главни противници се Мицкоски и Заев. Значи нашата битка е со нив и ја верувам дека овој пат ќе ги победиме. Дел од новите играчи на пазарот на гласови сепак имаат поинакви идеолошки позиции. Процесот на европеизација и нормализација на Македонија е религија за македонскиот концепт. Не само што не оспоруваме, туку ќе ги надградиме. Преспанскиот договор, забелешката која имавме, дека не нуди сигурност или гаранции за интеграција на Македонија во ЕУ, за жал се покаже за точно. Наша обврска е да ги валоризираме сите одредби на сите договори како час поскоро да влеземе во ЕУ.
Богоевски, кој е познат како дел од реформаторското крило на ВМРО-ДПМН, настапува на изборите преку Социјалдемократската унија. Тој потенцира дека во изборната кампања сите партии немаат еднакви шанси и финансии за привлекување гласачи. Затоа, ако влезат во преговори за формирање на новата влада, ќе инсистираат на промена на моделот. Прво ќе побараме најмалку партиски можен председател на собрание, па изгласување на сет антикорупцијски закони и законот за промена на изборниот модел, законот за политички партии и финансирање на политички партии. Откако ќе прифатат политичките партии демократизација на политичкиот систем во земјава, онаа партија која ќе го подкрепи тоа, ќе ја поддржиме да формира влада. И додека едни тераат теренски кампањи, една партија привлекува гласачи главно во виртуелниот простор. Дали веруваш во вирусот корупција? Твоја партија и пред корона кризата се дефинираше како интернет партија, чиј приоритет се намалување на бројот на институции и привилегии за политичарите, борбата со корупцијата и големите загадувачи. Ние не се формиравме како партија за едни избори или слично, ние сме партија која што смета дека прво преку начинот на своето делување, а тоа е искористувањето на новите технологии и слично, е партија каква што би требало да се гради во иднината, партија која што нема никакви опашки, која што не должи никому и која што не треба да исполнува нечии желби. Партијата не планира да влегува во коалиција со никого. Поуттаму доаѓа и нивното мото "Не сме со сите". Нашата идеја е не да се добие некое министерско, директорско или некое функционерско друго место, туку да имаме влијание најдобрите професионалци и од ВМРО, ДПМН, и од СДСМ, и оние кои што не припаѓаат на ниту една политичка опција, и од ДУИ и слично, да можат да влезат на раководните места каде што може да биде искористен до максимум нивниот потенцијал. Според последната анкета која ја објави телевизија Телма, овие 5 вонпарламентарни партии покажуваат потенцијал за можен влез во собранието. Покрај нив уште неколку условно речено помали партии се борат за пратеничко место. Колку и да се слични или различни, се чини сите се согласни дека изборниот модел ги става во подредена позиција наспроти поголемите коалиции. Бидејќи во изборната трка нема да бидат пресудни само гласовите, туку и нивниот распоред по изборните единици. Дури и да освојат значителен број гласови, ако тие се расцепкани низ целата држава, на крајот ќе останат без представник во законодавниот дом. Долг е патот на борбата, а ние не се предаваме. Наред е уште еден рекламен блок по кој ќе гледате. На кантар тежат речиси исто. Како златарското све. Што ветуваат СДСМ и ВМРО ДПМН за економијата, владењето на правото и евроинтеграциите? Какво ќе биде значењето на договорите со Грција и Бугарија за партиите на албанците при преговорите за составување влада? Никој не би имал партнер кај нас доколку се обиде да го наруши интегритетот на овие договори. Доколку тоа јавно го кажат после избори, ние како политичка партија, како коалиција, ниту нема да седнеме да коалиционираме. Лицата со попреченост и гласањето на предстојните избори. Доста од избирачките места сега се во спортските сали, на приземје, во училниците на приземје и на тој начин ја зголемивме пристапноста до избирачките места. Вчера во Крива Паланка реков: јас, Крива Паланка и Крива река најкриви на свет. Сите. Ама нели имаме сега исцелител. Тој така ги исцелува сите оние што се искривени. Па белким и јас нема да бидам повеќе крив после овие избори. Саботажа. Предизборниот надпревар меѓу најголемите политички блокови, предводени од СДСМ и ВМРО ДПМН, се одвива со многу фаули и ниски удари кои судијата, граѓаните, или не ги гледаат или не ги разбираат.
Кампањата ја диктираат аудио и видео снимки од анонимни извори наменети да го урнат угледот на политичкиот противник. Нашата Славица Филиповска сепак прочита што нудат овие два блока во своите програми, и тоа за три најважни области: економијата, владењето на правото и договорите со Грција и Бугарија, односно евроинтеграциите. Еве што откри. Добар ден. Може ли да ни измерите колку тежат овие книги? Ајде, обнова прво. Обнова? Да. А можеме? За 30 грама само ни мереше. Скоро си. Потешка е. Ова е потешка. Ова е полесно. А кој ќе лаже? Намерење. Да, кој ќе лаже? Не знам кој ќе лаже. Кој ќе лаже црвената? Потешка е важно. Точно ли се лагите? Црвената кој ќе лаже? Како златарска е точно. Како златарска точно е. Со стотици страници понуда, секој од партиите се обидува незините ветувања да натежнат при одлуката на гласачите на денот на изборите. А во програмите на двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, доминира економијата. И едните и другите економскиот напредок го проектираат со предупредувања за можен застој во плановите поради актуелната криза или нов бран на коронавирусот. Владеачкиот СДСМ ветува одржлив економски раст до крајот на мандатот во висина од 4%, 600 милиони евра поддршка за домашни и странски инвестиции, вкупно 1510 километри нов асфалт за автопати, експресни и локални патишта, покачување на минималната пензија до најмалку 10.700 денари до крајот на мандатот. Во зависност од развојот на коронакризата, ветуваат и раст на просечната плата за 30%, а на минималната до 40%. Со оглед на тоа што работодавачите реагираат дека не можат да го издржат и актуелното ниво на минималната плата, како ќе се мотивираат уште повеќе да ги зголемат платите во иднина? Во разговор со работодавачите во текот на претходниот мандат, ние бевме многу отворени. Им рековме прво, нема да ве оставиме сами. Нема да оставиме сами да се снаоѓате. Ние ја поттикнавме и просечната плата и минималната плата, и поради тоа што дававме субвенции на работодавачите да ги подигаат платите. Не ги оставивме на цедила, да пропаднат. Меѓутоа, од друга страна им рековме дека ако тие не мислат на платите и ако ние не мислиме на платите, по неколку години ќе останат без работна сила. Доколку не се случи нов бран на COVID-19, ВМРО-ДПМН ветува повисок раст на бруто домашниот производ од 4 до 5% и домашни и странски инвестиции во износ од 4 милиарди евра за период од 4 години. Опозицијата не ветува километри на патишта, туку патни правци и рехабилитација на сите патишта во државата. Пензиите ќе се усогласуваат и со растот на платите и со растот на трошоците за живот, при што за еден мандат ВМРО-ДПМН се обврзува просечната пензија да порасне за 20%. Прецизно ветување за годишно покачување на платите од 5% добиваат просветните, културните, здравствените работници, судство, војска, полиција, како и државната администрација и јавниот сектор. Ветуваат и дека минималната плата ќе биде 60% од просечната плата, без конкретен рок, туку континуирано. Во однос на минималната плата, ние не сакаме вештачки да поставуваме граници кои што после тоа стопанството ќе може или нема може да ги постигне. Напротив, тоа треба да оди природно. Во однос на јавната администрација, потребно е да се направи функционална анализа за јавната администрација, затоа што во моментов Македонија се соочува со два феномени. Од една страна, клучни сектори кои што ќе не бидат потребни за преговорите со Европска унија не се пополнети или има недоволно кадар, а од друга страна има многу сектори кои што се превработени со кадар кој што не е потребен. Владење на правото игра важна улога за враќање на довербата на граѓаните кон институциите, но и за евроатланскиот пат на земјата. СДСМ ветува прочистување на судиите и обвинителите, детална проверка на нивната имотна состојба, ревизија на 5% од судски пресуди во последните 5 години по случаен избор, како и разрешување по автоматизам на судиите кои ќе дозволат да им застарат предмети. Владеачката партија најавува и ЕУ мониторинг на судските предмети за висока корупција, транспарентно обвинителство, вистински акмис, како и нов закон за управување со движењето на предметите во јавното обвинителство. Зошто СДСМ не го направи ова досега? Мислам дека законот за јавно обвинителство е символ колку беше мачно да се избуткаат овие законски реформи. Заради тоа што од една страна имаше многу притисоци и второ и најважно, ни беше потребно двотретинско мнозинство.
дека и голем дел од законите поврзани со судството ви треба двотретинско мнозинство. И тоа не да беше тешко, беше неверојатно, речиси, на прв поглед. Сега свативме зошто било толку тешко. Откако излегоа снимките на Мицковски, каде што тој многу директно кажува дека го блокирал законот за јавно обвинителство за да ги спаси кожите на луѓето кои му ја финансираат кампањата, сега е јасно. Ние во такви услови требаше да се бориме да направиме рамка законска која ќе ни даде шанси за суштински реформи. И поминаа 2,5 години. Владење на правото е еден од столбовите и на програмата на ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијската партија ветува борба со непотизмот во судството, нови критериуми за избор на председатели на судови и за напредување во кариерата на судиите. Посебно тело на Судскиот совет за евалуација, интегритет и етика на судиите, но и на членовите на советот. Посебно тело ќе ги чешла и јавните обвинители. Сите закони да се носат по европски стандарди, судска администрација по европски терк, дигитализација на судството. Не е заборавен и крвавиот 27 април. Како може партијата влетува слобода на некој што има судска пресуда? Апсолутно партијата не може да се меша во носењето на судски одлуки, но треба да се во едно ослободено судство и обвинителство преиспита колку одредени судски процеси кои што се случија во минатото беа реално такви. Затоа што факт е дека имаше политички процеси, факт е исто така дека имаше и случаи, но да се со такви квалификации додат како што е, например, за тероризам, јас си кажам се лично мислење, не сакам да влијам на никого, мислам дека беше претерано. Она што е суштински за владењето на правото е менување на законите кои што се за процесна и парнична постапка. Затоа што она што фали во моментов на судството и обвинителството се јасни рокови и правила. Не сме судење да почнува од почеток затоа што судијата во наводници заборава 3 месеци да свика рочиште. И ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ ветуваат напредок на државата по европскиот пат. Со оглед на тоа што Северна Македонија е членка на НАТО алијансата, СДСМ ветува модернизација на армијата. Од европските фондови се очекува помош од 2,5 милиарди евра за државава, како и европски пари за развој на Преспанскиот регион. Владеачката партија ветува дека ќе ги отвори 80% од преговарачките поглавја со ЕУ во рок од 4 години, доколку добијат чист мандат. После овој резултат за 2,5 години, 2 крупни стратешки цели, ние со чист образ и со кредибилитет и со доверба кај граѓаните можеме да кажеме дека ќе направиме и повеќе и подобро. И дека оваа цел да ги отвориме 80% од поглавијата кои сега ќе бидат групирани и тоа е шанса за поголема динамика во преговорите, дека тоа не е недостижно, туку е реална цел. Ма како велат овие што живеат покрај море или покрај езеро, ако не ги намести шедрата, не го обвинувај ветерот. Некогаш може да ти се случи работите да ти бидат надвор од контрола. Може да имате, да треба да направите 3 чекори што не сте морале да ги направите, дополнителни. Ама ако го терате патот, ако сте свесни која е целта, дури и при отпор, дури и при проблеми, ќе ги совладате препреките. Овие 2,5 години на ниедна од стратешките цели ние немавме послана црвена патека. Се беше потешко. И ВМРО-ДПМНЕ сака интегрирана, стабилна и безбедна земја. Но во исто време ја гледаат Македонија како полноправна членка на ЕУ и почитувана членка на НАТО, а предвидуваат чешување на договорите со Грција и Бугарија, кои го овозможија тоа. Во таа насока, надворешен политички приоритет ќе биде запирање и попречување на сите идни иницијативи кои се започнати по националното понижување за проширување, продлабочување и лично интерпретирање на договорите подпишани од Заев и Димитров. Но членство во Унијата може само со новото име Северна Македонија. Апсолутно зададени работи нема никаде и никогаш. Наша работа е да се бориме и јас мислам дека она што недостасуваше во досегашното владење на СДСМ беше тоа што многу лесно се предаваја. Ние имаме аргументи, ќе исподелуваме тие аргументи и ни се еден диалог со нашите партнери, сум убеден дека македонците ќе се многу погорди од тоа што се сега. Например, имаме во програмата градење на бренд Македонија, кој што бренд треба да офати градење на сето она што значи не само култура, туку идентитет. Ние не се, кога велам ние, мислам на државата, државата не се доволно бори за собствениот идентитет.
Мала држава е Македонија, агресивна промоција е потребна во странство за да знаат луѓето кои сме и што сме. Понатака, споделување на нашата вистина. Македонија не сме да се откажува од алатките кои што и стоја на располагање пред се во Советот на Европа и во ОПСЕ, каде што се заштитуваат националните малцинства во сите држави во кои што постојат. Јазичните права се исто така. Мора овие форми на дипломатија се користат, затоа што нема ништо еднаш зададено во историјата, секако не е и овој случај. Партиските представници ги презентираат изборните програми низ цела држава. Секој глас е важен за што помалку постизборни партнери и преговарања за формирање влада. Партиите имаат рок уште неделава да ги презентираат програмите, од и следниот понеделник настапува изборниот молк. Без разлика на тоа чии ветувања ќе натежнат, важно е напишаното да биде и реализирано. Демократската унија за интеграција и коалицијата на Алијанса за албанците и Алтернатива се двете групации кај етничките албанци кои се очекува да добијат најмногу гласови. Дали опозицијата ќе успее да ги симни интегративците од власт каде се непрекинат од 12 години, зависи меѓу другото и колку гласачите веруваат и се препознаваат во нивните програмски заложби. И едните и другите имаат ветувања фокусирани пред се кон албанците во Северна Македонија, но и не само за нив. Петар Клинчарски. Време е за прв премиер албанец, е мотото на владеачката Дуи на овие избори. Држава за сите е пораката со која главниот претендент, коалицијата на Алијанса за албанците и на Алтернатива, сака да ги симне интегративците од тронот. На терен, Дуи се обидува да обезбеди поддршка со програма тешка 188 страници. Во делот за владеењето на правото, партијата и понатаму инсистира на ветинг како клучен принцип, предлог кој инаку не им помина во актуелниот мандат на власт. Ветувањето е дека ќе се формира институција која преку проверка на сите бази на податоци ќе дава сертификат на секој што претендира да биде носител на јавна функција. Интегративците ќе бараат и задолжителен 6-месечен извештај од Судскиот совет и од Советот на јавни обвинители за борбата против корупцијата кај јавните функционери. Во првите 100 дена од евентуалниот мандат, Дуи ќе бара и формирање на нов врховен суд за еднаквост, кој ќе биде надлежен за дискриминација на државно ниво. Сите жалби од страна на граѓани за дискриминација од страна на државата, тоест администрацијата, но и судовите, воз основа на некаква си етничка, полова или социјална пристрасност, тој суд да може да ги поништи тие одлуки и тие решенија со цел да се разгледуваат повторно. Меѓутоа очигледно дека тој отпор кон недискриминирањето е преголем за да се поништи само со комисии и со некакви поблаги законски решенија. Понудата на Алијансата за албанците и Алтернатива е напишана на 73 страници. Иако по обем материјалот е помал од оној на Дуи, тоа не значи дека пред гласачите ветуваат помали проекти. Во делот на владеењето на правото, тие бараат нов устав кој би ги изедначил двете најголеми етнички заедници. Ветуваат и нов дводомен парламент, при што едниот би бил дом на етнички заедници, а другиот дом на представници кои ќе бидат еднакви во донесувањето на законите. И опозицијата ветува ветинг и испитување на потеклото на имотот на судиите и обвинителите, но и трети извештај на Прибе по случајот Рекет. За зајакнување на довербата во судството, ветуваат и мисии на европски суди и обвинители за ревидирање на судски случаи од висок профил, како и упадот во собранието. Ја не велам дека има поштени и честни суди, како и поштени и честни јавни обвинители. Меѓутоа, еден огромен број од нив се партиски војници и мораме тој феномен да го исчистиме. Сега и лично јас до одредени амбасади ОСБ, оваа кампања имам и аудио снимки и слики на одредени полициски високи функционери и суди кои што се високи функционери кои што активно учествуваат во кампања. И сите тие слики се препратени до меѓународниот фактор и до ОСБ. Една работа која граѓаните ги засега повеќе од владеењето на правото е економијата. Во овој дел, Дуи повторно ветува еднаква распределба на јавните пари по региони, зашто гарант би било таквите одлуки да се носат со мнозинство гласови на албанците кои се членови на владата.
Други мерки се работното време во петок да се скрати на половина, минималната плата за здравствените работници да биде 600 евра. Ветуваат и државен заем без камата за прв дом за млади, субвенции од 50% на социјалните придонеси за вработување лица од етничка заедница, субвенции до 10.000 евра за опрема за мали и средни предпријатија и до 20.000 евра за земјоделци. Како ќе се постигне сето тоа кога економијата е силно погодена од COVID-19? Тоа менаџирање на социјоекономските ефекти ќе влијае на динамиката на реализирање на другите проекти, но јас сметам дека со фактот што станавме земја членка на НАТО, со тоа што почнуваме преговори со Европската Унија, се менува атрактивноста на земјата по однос на странските инвестиции, а тоа е решението за намалување на невработеноста, за подобрување на стандардот, за зголемување на бруто домашниот производ. Меѓутоа, се разбира сето тоа откако ќе се менаџираат овие итни последици кои што ги остави пандемијата врз бизнисот. Иако светската економија е под притисок на пандемијата и во програмата на Алијанса за албанците и алтернатива, има амбициозни економски предлози. Коалицијата ветува економски раст до 5%, намалување на невработеност до 10%, отварање на 25.000 работни места и раст на просечната плата за 20%. Додека се ветува раст на платите, се ветува и пат на даноците. Нула персонален данок на минимална плата, ослободување од сите даноци на доход при инвестиција од диаспората за првите 2 години, зголемување на прагот, со кој се станува даночен обврзник од 2 на 3 милиони денари годишен приход. Според Таравари, дел од мерките се директно насочени кон албанците со причина. Во Македонија, ако ги земете сите економски развојни региони, најмалку капитални инвестиции има во Полошки регион, кај што живеат највише албанци, за жал. Ако земете невработеност, да ги анализирате во кои региони од државата, повторно ќе видите одредени работи кои што не би сакали ние како граѓани да ги видиме. Баш во тие предели кај што живеат албанци, таму има најголема невработеност. Ако видите на глава на жител колку се инвестира во одредени регии во Македонија, ќе видите огромна дискрепанца помеѓу Кумановско, Полошко и Скопско. Значи, и тоа не е 10 пати, туку многу повеќе од тоа. Ако во ветувањата за економијата и правдата има разлики меѓу главните политички партии на албанците, тоа не може да се каже за темата надворешна политика. И опозицијата и власта велат дека нема да прифатат коалиција со партија која ги спори или би ги кочела договорите со Грција и со Бугарија. Од ДУИ додаваат дека тие би биле конструктивен партнер за постигнување поповолни решенија во работата на комисиите и за договорот од Преспа, и за договорот за добрососедство со Бугарија. Мојот впечаток е дека политичките партии кога влегуваат во влада сваќаат дека тоа е поинаков апарат, во кој што поинаку се размислува. Тука партиските ставови стануваат нешто помалку важни отколку државните интереси и државните перспективи, и затоа нема да преюдицирам дека преферираме некоја политичка партија, туку повеќе ќе се фокусирам на фактот дека никој не би имал партнер кај нас доколку се обиде да го наруши интегритетот на овие договори. Од коалицијата Алијанса Алтернатива не оставаат простор за маневар по ова прашање. Било која политичка партија, било која што има дилеми и ќе се обиде да попречи имплементација на Преспански договор, доколку тоа јавно го кажат после избори, ние како политичка партија и како коалиција ниту нема да седнеме да коалиционираме. Се работи за експертски прашања, не се работи за емоционални прашања. Затоа и во тие работни групи се ангажирани експерти, генерално историчари, јазичари, односно по одредени области кај што треба да се, да речам, да се испеглаат од одредени разлики. Зошто да не побараме и одредени експерти светски кои што би им помогнале на овие работни групи да ги амортизираат ако имаат ставови кои што се различни или диаметрално спротивни едни од други. Ова се најбитните аспекти од партиските понуди за изборите што ќе се одржат за 9 дена од денеска. На 15 јули, граѓаните ќе треба да кажат чија понуда повеќе им се допаѓа, но и на која повеќе и веруваат дека и ќе се оствари.
Дали нешто се промени во однос на условите за гласање на лицата со попреченост во пресрет на овие избори? Ова е прашањето по чиј одговор трага Зоран Јовановски во сторијата што следува. Предстојните избори се тест за државата, не само поради корона кризата, туку и поради гласањето на лицата со попреченост. Дали конечно ќе им се овозможи да го остварат гласачкото право на избирачки места што ќе бидат пристапни за нив? Овде ни е гласачкото место. На вториот спрат. 360 степени веќе објави историја со примери. Не може. Како на минатите изборни циклуси, гласачи со физичка попреченост требало да се качуваат по скали за да стигнат до гласачкото место. Почекав да намини некој гласач и го замолив да ме подкачи по скалите. Потоа го замолив и во внатрешните скали да ми помогнат од едната страна, од другата страна има ракохвати, но не се многу стабилни. Гласачкото место е во оваа зграда и горе по тие скали кои што се стрмни и тешки за нас лицата со попреченост. Малце непријатно затоа што сепак треба време, треба некој да има кој може да те разбере, дали ќе се нафати некој да помогне или само ќе помине, ќе замине покрај тебе и нема да обрне никакво внимание. Во многу објекти во кои се гласа пак, ако на влезот има пристапна рампа, потоа проблем се внатрешните скали. Не знаејќи дека ќе ми се смени гласачкото место, се соочив со еден предизвик дека сум сега за гласање по скалите нагоре и тоа го решивме така што ми помогнаа тука од училиштето. За овој проблем предложија едноставно решение. Наједноставно решение кое што не бара финансиски издатоци, односно нема финансиски импликации, е каде што има лица со попреченост, каде што знаат дека има лица со попреченост, гласачките места да бидат на приземјето. Од Државната изборна комисија велат дека на престојните избори пристапноста на гласачките места ќе биде подобрена. Тоа делумно се должи на препораките за гласање во услови на корона криза. Една од мерките за заштита на гласачите од ширење на коронавирусот е гласачките места да бидат сместени во широки простори. Според информации од ДИК, тоа најчесто ќе бидат спортските сали, а најголем дел од нив имаат пристапни рампи. Председателот на комисијата Оливер Дерковски смета дека ако препораките се почитуваат, сите гласачи, како и лицата со попреченост, ќе бидат заштитени при чинот на гласање. Се обидовме практично да голем број од избирачките места ги симнеме долу на приземје, нешто на кое што постојано луѓето со попреченоста се жалеа во изминатиот период. Доста од избирачките места сега се во спортските сали на приземје, во училниците на приземје и на тој начин ја зголемивме пристапноста до избирачките места. Ќе им помогнеме на луѓето, а се разбира од аспект на заштита нивна заради опасноста од COVID-19 заразата. Како за сите останати граѓани ги преземаме мерките и за овие граѓани, за нивна заштита. Следејќи ги препораките од здравствените власти, 360 степени објави анимација за тоа како би изгледал самиот чин на гласање. Препораките што важат за сите гласачи, важат и за гласачите со попреченост. Просторијата во која ќе се гласа треба да биде со отворени прозорци или да се проветрува секој час. Во неја треба да има поставено средства за дезинфекција и корпа за отпадоци. Членовите на гласачките одбори и наблюдувачите да се на растојание од 1,5 до 2 метра со заштитни маски и ракавици. Во просторијата ќе биде дозволено да бидат присутни најмногу онолку гласачи колку што има паравани за гласање. При влегување гласачот прво ги дезинфицира рацете. Потоа, при подавање на личната карта ја симнува накратко маската за идентификација и стои на дистанца од членовите на избирачкиот одбор. Гласа и на излегување повторно ги дезинфицира рацете. Редот за гласање се формира надвор од просторијата за гласање согласно безбедносните протоколи со дистанца од 2 метра. Од невладината организација Инклузива, која веќе 3 избори наназад притиска да се подобри пристапноста на гласачките места, имаат забелешки на овие препораки. Посебната забелешка е во однос на гласачите кои се глуви, затоа што избирачките одбори ќе носат маски. Устата ќе им биде покриена цело време, а овие лица читаат од уста перфектно
И се плашиме дека нема да можат да разберат и да комуницираат со членовите на избирачките одбори. Ќе мораме сега да се снаоѓаме во ситуацијата, ќе мора да се симне маската во одреден период за да можат да објаснат она што сакаат да го објаснат и на некој начин да се разберат со избирачкиот одбор. Јас се надевам дека нема да има такви проблеми. Од невладината организација Инклузива подготвуваат сликовит приказ на гласањето кој треба да биде истакнат пред секое гласачко место. Загрижени се и за луѓето со попреченост на кои им е потребна помош при гласањето. Ние ќе апелираме до нив да одат на гласачкото место со свој придружник. Ако се појави гласач кој нема своја придружба, според изборниот законник и упатствата, следниот по него или следниот гласач по него што доаѓа во ред, треба да му биде придружник. Никој не може да гарантира дека тој човек не е носител на инфекцијата. Инклузива уште пред корона кризата обучи своји наблюдувачи кои треба да го контролираат гласањето од аспект на правата на лицата со попреченост. Подсетуваат дека препораките за заштита на гласачите од пренесување на вирусот не треба да ги нарушат правата на гласачите со попреченост. Секое гласачко место треба да биде приспособено за во него да може да гласаат луѓе со каква било попреченост. Лице со попреченост има право да гласа со свој придружник. Така стои во изборниот законник. Не смеете тоа да го споредувате со семејно гласање. За во избирачкиот список на соодветно место да се подпишуваат лица со оштетен вид, се користи граничник, помагало кое е корисно и често го употребуваат и другите гласачи. За лица со оштетен слух треба да има сликовит приказ на гласачкиот процес. Овој целосен сликовит приказ треба да стои на видно место, над зидот, каде што гласачот може да го види, или на влезната врата. За луѓето во количка, ако успеат да влезат во објектот, гласачкиот параван треба да биде на соодветна висина и да биде изработен од потврст материјал, за гласачот да може да се потпре на него. На соодветна висина треба да биде и гласачката кутија, за да може да го пуштат гласачкото ливче во неа. Во услови на корона криза, обуките на наблюдувачите продолжија онлайн. Повеќето од нив не ги исплашил коронавирусот и цврсто стојат на ставот дека изборниот ден мора да биде мониториран, а за неправилностите гласно да се зборува. Сметам дека треба да бидам присутна при самиот процес на изборите, едноставно да бидам, што се вика, на фронтот за бранење на правата на лицата со хендикеп. Оти ние сме на почеток на остварување на нашите права. Со години се бориме да ги оствариме. И сега ако застанеме при вакви услови, не знам, тешко понатаму да можеме да ги оствариме, затоа што стигмата, предрасудите, интелектуалната бариера е се уште јака. Според извештајот на Инклузива, на последните председателски избори, 3/4 од избирачките места биле непристапни, најмногу оние сместени во образовни институции. Близу половина од објектите имале пристапни рампи на влезот, но на секои 10 рампи, 8 биле надвор од стандардите. Сликовитиот приказ на гласачкиот процес не бил истакнат на 70% од избирачките места. Не се користеле соодветно и граничникот и шаблонот за гласање. Сепак, според невладиниот сектор, последниве неколку изборни циклуси работите мрднале од мртва точка, па се надеваат дека корона околностите нема да ги вратат назад. Ќе направиме уште една пауза, а по неа ќе ја видите саботажата. Останете на осад. Практиката во известувањето да се користат непрофесионални формули со кои се градат стереотипи за одредени категории граѓани, кулминира тогаш кога при конфликтни ситуации, најчесто со криминална позадина, се врши дискредитација на цела една популација, со акцентирање на нивниот етнички корен. Не баре тоа е причината за непријатната случка.
Инцидентот започнал откако четворица роми со автомобил дошле и веднаш нападнале двајца браќа. Нападот од браната, но и контранападот биле жестоки и безмилосни. И вистинско чудо е што во целата ситуација нема жртви. И навистина е впечатливо да не се почувствува дека има жртва и тоа во ситуација кога целиот свет клекнува на колена токму поради таквиот пристап. Но најчудниот од друга страна се оние кои се крстат во Бога и настапуваат во име на Севишниот, нудејќи се себе си како спасители, а споделуваат и глорификуваат видео од своји наречници, чија уста, за жал, ја погани приказната со која тие сакаат да се представат пред симпатизерите. Јас сум христијанин, си му сакам Бога и му служим на Lord Jesus. Ја тај Костадин Костадинов, тај јас ми се повраќа кога го гледам. Тај јас да го сретнам, Боже, прости ми, излеја и заби ќе му се кршам. Ќе му се пуштам, ќе го раскинам како мечка да го гледам. Нека биде волјата Божја и милоста Божја со тебе, Господине Љупчо Ристевски. Иако можеби не треба да се занемари значењето на верата, сепак во оваа време големо влијание има волјата на граѓаните. Но и тие не може да се снајдат во концепцијската дисхармонија, во која конструкторите на различни тонови никако не можат да креираат симфонија. Рудници нема да се отварат затоа што народот тоа не го сака. Сакам да најавам еден нов проект. Тоа е проектот за отварање на рудници за металични и минерални суровини. Ние секогаш постапуваме онака како што народот одлучува. Народот одлучи дека нема да има рудници, рудници нема да има. Последните 4 години владата предводена од ВМРО ДПМН ќе преку отварање нови рудници ќе овозможи вработување на најмалку 300 луѓе. Вработувањето е проблем и народот сака да биде вработен, но ангажманот може да биде надвор од регуларната листа на работни места, како што е надри лекарството. Сепак има такви кои веруваат дека некои луѓе поседуваат специфични способности со кои може да им помогнат. Вчера во Крива Паланка реков: јас, Крива Паланка и Крива река, најкриви на свет. Сите. Ама нели имаме сега исцелител. Тој така ги исцелува сите оние што се искривени. Па белким, јас нема да бидам повеќе крив после овие избори. Првата помош веројатно треба да следи за сопартиците, но не со примена на нестандардни методи, туку со едноставна едукација која ќе помогне за исправање на уште една неправда, насочена кон најновата, но изгледа недоволно позната звезда дури и на сопственото политичко небо. Ја поздравувам втората носителка на изборната и победничка изборна единица 2, нашата гордост, господја Рашела Мизраки. И на крајот, кога брзините поради начинот на кој гледале на нештата во некои времиња, се мешаат. Па се сликаа во луксузниот владен приватен авион. Владиниот авион не во приватна собственост, ама на граѓаните. По изборите, некој ќе лета, во него или надвор од политиката. Завршуваме за вечерва. Гледајте не повторно в петок некаде околу 21:30, 21:40. До тогаш пријатно.